Двата Илиндена, 111 годишнината од Илинденското востание и 70 годишнината од Асном, денеска достојно и свечено беа одбележани и во Прилеп со полагање свежо цвеќе пред бистите на одважниците Методи Андонов Ченто, Ѓорче Петров, Пере Тошев, могилата на непобедените, споменикот Карпалак, но и на сите други кои не штедејќи се себе си ја обезбедија иднината на оваа наша Македонија. Денес одбележуваме 111 години од Илинденското востание и 70 години од првото заседание на Асном. Тоа се двата најсветли празници во историјата на македонскиот народ. Илинден представува символ на борбата на македонскиот народ за сопствена држава, додека Асном е резултат на таа борба, односно сопствена држава. Сето тоа се кронисува во 1991 година преку референдумот за независна и самостојна држава, со што вековниот идеал на македонскиот народ се исполнува. Овие два светли историски датуми не треба никогаш да ги заборавиме и да се стремиме нашата држава да ја внесеме во Европската унија и да се стремиме за добар нејзин економски развој. Асном представува крајна цел на нашиот народ за формирање на македонска држава после Самуила. Сметам дека Прилеп, град Керој, секогаш достојно му оддава почит на храбрите родолюби од сите природбенички периоди и сите востанија на нашиот народ. Инаку денеска од Прилеп беше организиран и бесплатен автобуски превоз за сите граѓани кои сакаа да присуствуваат на централната свеченост во Крушево. Представници од локалната власт во знак на почит на двата Илиндена положија цвеќе на Мечкин камен, како своевиден личен придонес за придобивките што сите ние ги уживаме денес.